Власта дава препораки за загадувањето, но нема одговор дали и владините представници ќе се придржуваат кон нив. Министерот за здравство ги повтори апелите до граѓаните. Кога е загадено, да не се возат по еден во автомобил, да користат јавен превоз, да носат заштитни маски, но одбегна да одговори дали тој ќе ги применува. Доколку концентрацијата на PM10 частичките надмине 200 микрограми на метар кубен, тогаш ние ќе излеземе и со дополнителни мерки, а во смисла на ослободување од работните обврски кај бремените жени, лицата постари од 60 години, понатаму лицата со хронични предсе белодробни заболувања. Се уште не се набавени заштитните маски за хронично болните. Нешто што во овој момент анализираме како да се дистрибуираат. Бројката за која што стигнавме дека треба да се набави негде околу 50 и сега ќе ја започнеме таа постапка со секторот за примарна и болничка заштита во Министерството. Работиме на изнаоѓање на најпрактичниот и најдобриот начин како да се поделат. Ние сега ќе започнеме со процесот на набавка. Што ќе набавиме, у меѓувреме ќе го имаме и најдобриот модел за дистрибуција. Од Институтот за јавно здравје велат, за да имаме подобар квалитет на воздухот, освен придонес од страна на граѓаните, потребно е да се работи на долг период, а не само кога има енормно загадување. Јас сум повеќе застапник на оние хроничните целогодишните мерки кои што на многу поорганизиран начин и некој покомотен начин без таа психоза која што секако ја имаме сите од аерозагадувањето, би можеле во сите сегменти да ги започнеме мерките. Бидејќи тоа не го правиме од поединци па до институции, се наоѓаме во вакви кризни моменти кога е многу тешко да се доведе некоја револуционерна мерка која што ќе може да го намали загадувањето. Според Институтот за јавно здравје, околу 1300 лица годишно умираат како последица од аерозагадувањето. Подраматични од ова се предупредувањата на Светската здравствена организација, која пресмета двојно повисока смртност во Македонија како последица на загадувањето. Светска банка предупреди и дека несправувањето со овој проблем ја чини Македонија годишно над 300 милиони евра.